Усно понудената оставка на премиерот Зоран Заев била испланирана веднаш по дебаклот во првиот круг локални избори, потврдуваат помалите коалициони партнери во владата. Ама дали бил однапред смислен театрално да биде соопштено во јавноста е дилемата која се наметна, откако и по 3 дена од понудената оставка Заев нема поднесено никакво барање до парламентот. Исто толку дена премиерот не се појавува и во јавноста, па се тактизира што значеше неговото уверување дека се повлекуваат функциите, вистинско чувство на одговорност или чист маневар со поднесувањето на оставката за да ја задржи СДСМ на власт. Најавата за оставката е испланирана колку само да се најави, вели за Алфа поранешниот амбасадор Јован Донев. Вели изборите беа поводот како да се соопшти тоа, но не и вистинската причина за оставката. Најавата на оставка за во вториот круг е јасно дека беше испланирано, беше тоа само колку да ја најави. Тоа му беше како да речем повод, не е причината за неговата оставка. Прво, одлуката за неговата повлекување не е негова. Зоран Заев стана проблем за оние држави членки кои што сакаат Бугарија да попушти. И то состојбите во Македонија со неговото владење се поише и поише се влошуваат. Вие не можете да поддржите држава кога имате криминал од невидени размери. Професорката по уставно право Гордана Слјановска-Давкова вели дека уставот не познава категорија повиклива или неотповиклива оставка, туку тоа е постапка на морален и личен чин. Зборот тежи. Кога ќе речам јас си заменувам, знам што значи тоа. И со умот, и со срцето, и со совеста. Не можете ни вие, ни Горан подобро да го знаете тоа од мене. А не можете ни да ме обезличите, не можете вие мојата совест да ја моделирате како маса. Што е тоа давање оставки по телевизии, најавување и слично? Прво поднесете ја оставката, па кога ќе излезете на телевизија, покажете го документот. Во јавноста се пласираат и сценарија дека оставката ќе била поднесена пред крајот на годината, па се калкулира и со имиња кои би го наследиле Заев ако на вистина се повлече од премиерската фотелја. Од Илинденска демантираат. Не е точно дека планот на премиерот е да ја одолговлекува оставката до декември. Оставката е јасен чин на преземање одговорност во тек се консултации низ органите на партијата, како и коалицијските партнери со целосна поддршка од премиерот Заев, работат на решение и одлуки со кои парламентарното мнозинство се одржува стабилно. Но не виси само оставката од премиерската позиција. Нема абер ниту од повлекувањето од претседателското место во СДСМ. Заев се уште писмено не го известил ниту членството за одлуката дека се повлекува, откако ја најави пред медиумите по изборниот дебакал.